Пробиотик или за животот, старогрчки велат, такво е значењето на овие состојки кои што треба да ги внесуваме секојдневно преку исхраната. Не се состојки, но докторот ќе ми помогне околу дефинирањето на пробиотиците и нивното значење за имунитетот и генерално за општото добро здравје. Со фокус на децата, затоа што нашиот гостин е доктор Александар Сајковски, педијатар и неонатолог од АД Бадем Систина. Добро утро. Добро утро, поздрав до сите ваши гледачи од вашава емисија. Што се пробиотици и зошто се толку важни за нашите? Знаете како пробиотиците фактички прв пат, иако се користи, тоа се млечно-киселински што ги велиме, нели, бактерии. Прв пат Нобеловецот Метинков 1907 година дава теза дека внесување на такви бактерии може да има позитивен ефект на здравјето на човекот, нормално и на детето, нели? Тие се дел од нашата исхрана и дел од, да кажем, нашиот живот. Внесувањето на пробиотиците денеска е релативно актуелно во последно време, затоа што, знаете, ако направите анализа, да речеме, во некои така земји, скандинавските земји, например, сите деца кои што одат во градинка им се даваат да пијат пробиотици, затоа што ни го дигаат имунитетот и одбранбениот систем на детето и во оние први 3 до 5 години, кога се и најчести инфекциите, се намалуваат ако, да речеме, редовно се користат пробиотиците. Меѓутоа, денеска тоа се фактички бактерии. Тоа се фактички бактерии, единствени две големи, огромни групи на бактерии кои се викаат лактобацилуси и бифидобактериуми, така им е називот медицински. И тоа се единствени микроорганизми кои што имаат онака баш позитивен ефект на здравјето на човекот, односно на детето. И она што би сакал да кажам, зошто е тоа битно, зошто е битно нивното користење, тоа е дека човековото тело, односно телото на детето се повеќе микроорганизми отколку клетки со кои што живееме. Значи, на нашето тело има 40 до 400 пати повеќе микроорганизми, значи на сите слузници, на површината на кожата, се она што е во допир со околината, нели, со природата, отколку што имаме клетки со кои што живееме. И таа симбиоза меѓу нашето тело и микроорганизмите е екстремно важна за да се обезбеди здравјето и хомеостаза на целото тело, нели? Да, убаво кажавте ова во поново време дека е повообичаено и дека постои и таква. Мораме да се потсетиме, затоа и поводот ова гостување. Порано пробиотици се дава исклучиво ако некој добие некаков проблем со стомакот, нели? Да. И како терапија тогаш единствено беа давани дополнително, зборувам, пробиотици покрај она што е дел од исхраната, најчесто во форма на јогурт, кој и денес не е таков каков што бил, нели, барем од аспект на присуство на тие млечни бактерии. Денес веќе ситуацијата е поинаква, но луѓето, родителите се збунети во однос на тоа колку и како треба да се земаат тие пробиотици. Во смисла дали треба само како некаква терапија, дали треба превентивно, дали тука постои Тука постои една конфузија. Конфузија, па дури и велат ќе стане детето зависно од употреба на пробиотици. Не, зависно не може никој. Да. Никој не може да стане зависен. Добро, има и такви тези веројатно. Да. Меѓутоа конфузијата е, знаете како, сега ова ми е мотив да ви кажам нешто кое што е многу интересно. Знаете кај пробиотиците приказната е како и кај, да речеме, кучињата. Така? Не е исто дали вие ќе чувате дога или ќе чувате пинч. И едното и другото се куче, ама имаат сосема друга функција. Така и со пробиотиците. Или утре идите некоја младо девојче, да речем вашата ќерка, убедите ја дека iPhone 8 е послаб од iPhone 5. Да. Тоа е и во пробиотиците. Имаме многу типови на пробиотици. Многу типови на тие млечно-киселински, што ги велиме лактобацилуси и бифидобактериуми. Некои од нив се наменети за инфекции, например цревни, за проливи, за диареи. Меѓутоа, некои од нив се наменети за подигање на имунитетот. Релативно малку се од тие кои што се користат за подигање на имунитетот, не се сите, нели? Инаку, пробиотиците треба да се користат секојдневно. Јас, чисто ради вака, една илустрација ќе ви кажам дека најстариот човек на планетава Земја кој што живеел, кој што е и влезен во Гинисовата книга на рекорди, е еден азербејџанец кој што живеел на Кавказ, се вика Ширачи Ферзали, и живеел 168 години. Он јадел само кефир, односно пиел кефир.
Кефирот е типичен представник на тие млечно-киселински, мислам, тоа е сигурно дека не е само тоа причината за неговото долго живење, меѓутоа факт е дека пробиотиците треба да се користат, особено што во последните децении, да не речем последните 100 години, многу е сменет начинот на исхраната. И кај децата, и кај возрастните, имате многу користење на пестициди, органофосфати, многу хербициди, и фактички овој здравиот дел од исхраната е многу опаднат, меѓу кои и користењето на овие пробиотски бактерии. Инаку може да ги пиете децата, например, ние им препорачуваме, ево рецимо ради илустрација, дека тие не се штетни, дека тие не може да створат зависност. Да. Доказ е, например, дека ние во нашата болница им препорачуваме, што не е наш став, тоа е став на Америчката академија по педиатрија, да секој бебе кој што ќе се роди со царски рез, фактички веднаш ќе се стави на да прима пробиотици. Зошто? Затоа што ако бебето се роди спонтано при породување или спородилните канали, оно ќе заграби голем дел на пробиотски бактерии. Меѓутоа, ако се роди со царски рез, оно ќе се колонизира со бактериите кои што се во околината, а тоа се најчесто стафилококи. И за да ја регулираме цревната флора едноставно уште кај новороденото дете, ние даваме пробиотици кои што се користат цела година и повеќе. Тоа е тој Lactobacillus reuteri protectis, еден од главните во тој дел, да кажеме, кој што го користиме. Тоа е, значи, кога го даваме кај бебиња уште во тек на првата година, тоа не може да биде штетно апсолутно не за возрастните. Инаку е апсолутно неопходно, мала дигресија ќе направам, апсолутно е неопходно дека секој пациент, дете или возрастен кој што прима антибиотик, мора да прима пробиотикот. И антибиотиците може да ја нарушат цревната флора, односно да ги оштетат бактериите во цревото. Нели, вие споменавте у најавата пробиос за живот, а антибиос, антибиотик против живот. Така е, да. Има и тоа по понова пракса се применува, порано не ни дава пробиотици заедно со антибиотици. И важно е и да се читаат тие упатства, па да се знае дека не треба заедно да се земе, нели, во истиот миг да се испие и антибиотик и пробиотик, зашто после не се знае кој е појак тука, нели. Но друго нешто сакав да прашам, кое што го прочитав онака на овие слободни интернет портали и така натаму, нешто што исто така не знаевме, дека всушност тие пробиотици се толку важни и за нервниот систем, односно дека во нашите црева имено постоела директна конекција или директен линк со нервниот систем, со мозокот, некои нервни завршетоци, нешто што никогаш не сме знаеле претходно, а што е многу важно и може би ги објаснува ни за други проблеми кои што се резултат на лоша исхрана. Па да, знаете како, многу е интересно, биологијата на телото е таква да најголемиот дел од имунолошкиот систем се наоѓа во цревата, односно жлездите во цревата, но и огромен дел на нервните завршетоци. Одредени пробиотици лачат, ние ги велиме во медицината неуротрансмитери, например гама-аминобутарна киселина. Пробиотикот што пред малку го споменав, тој Reuteri protectis, например лачи гама-аминобутарна киселина и она игра улога во смирување на стомачните тегови, например, стартно во, например, кај деца кои што имаат стомачни болки, оние колики, да кажеме, или во смирување воопшто на болката стомачна, меѓутоа имаат и комуникација која што иде со мозокот, односно со централниот нервен систем. Така да они се дел од нашиот живот и дел од нашата биологија, да кажам, и фактички пробиотските бактерии, тие лактобацилусите, ја делат историјата на човечанството. Дури можете да видите дека истиот овој пробиотик, например, може да се најдат единствени живи бактерии кои што може да се најдат во мајчиното млеко, се некои пробиотски бактерии. Тоа е директен доказ дека уствари дека ние ја делиме историјата на човекот, на постојањето на оваа планета заедно со пробиотиците. Ја инаку топло им советувам на луѓето да не се секираат дали пијат антибиотици пробиотици, извините, месец, два, три или година, 2, 10, затоа што тоа е исто као да пиете јогурт, кефир или кисело млеко, нели тоа е. Да, па тоа е да речем, потребата ретко кој некој не може да ги и не се исти јогуртите како што беа, не се тоа нашите баби кои се киселеле млека и така натаму, сето тоа е променато, затоа е и овој модерен начин. Имаме гледач на линија, ќе го вклучиме да постави тој некој прашање. Добро утро. Добро утро. Во програма сте, повелете.
Добро утро. Да, ве слушаме. Ако имате прашања за доктор Сајковски, Поздрав до водителката, поздрав до докторот. благодариме. Вака. Вака сега. Детето мое има 10 години, има стрептокока во грлото, бактерија, значи му напронајдо. И сега е на терапија, докторот ни предложи да пие едно 3 месеца изопринозин. Меѓутоа, уз тие антибиотик, како да го наречем, му даде и биогаја пробиотик, значи, по 5 капки дневно. Дали е тоа, мислам, добро и колку ова изопринозинот ќе го пие 3 месеци, значи. АСТ-то му е многу високо и сега така докторот да биде сигурен дека бактеријата е излечена, ама меѓутоа биогаја треба нон-стоп да ја пие, додека го пие изопринозинот. Дали е тоа добро и дали како пробиотик е тој добро и да го пие додека го пие, значи, изопринозинот. Во ред, ви благодарам за јавувањето. Има уште еден гледач, нека постави прашања, потоа докторот ќе одговори на двете. Добро утро. Добро утро. Во програма сте, повелете. Поздрав до докторот, поздрав и до водителката. Благодарим. Имам едно прашање до докторот. Детето ми е заболено од епилепсија, ама има често стомачни болки. Примат капки биогаја, пробиотик, и често го боли стомакот му, идет како штрегање. Зошто може да предизвикуваат? Така. Сакате подпрашање некој доктор? Не. Тоа е тоа. Ви благодариме за јавувањето. Докторот ќе одговори. За ова второто прашање за детенцето кое боледува од епилепсија. Оно што клучно мора прво да се дефинира кај тоа детенце, дали епилепсијата сама по себе е фактор за појава на стомачната болка. Оти се случува кај дечиња кои што има форми на епилепсија, кои што одат со оние напади класични, меѓутоа има и форми кои што одат со стомачни болки. Да, секако пробиотикот не е лек за епилепсијата, таму работа, мислам, епилепсијата треба да се лекува со тие лекови кои што ги нарекуваме антиепилептици. Денеска има навистина многу добри препарати во тој поглед. А во однос на давањето на овој пробиотик, тоа не е проблем да се дава во однос, апсолутно не е проблем во однос на смирување евентуално на стомачните тегови. За првото прашање што го постави гледачката за нејзиното детенце во однос на стрептокок, тоа е една многу честа состојба во која што ние денеска имаме стрептококни инфекции кои што едноставно се шират во градинките или во школите, нели во затворените средини, многу често се шират и по принцип став педиатриски е да и покрај високо АСТ, кое, значи зборам умерено покачено АСТ, не зборам за екстремни вредности на АСТ, не треба да се даваат антибиотици, затоа што ако немаме активна болест, ако немаме стрептокок кој што предизвикува болест, не треба, денеска веќе децата не се држат на долготрајна антибиотска терапија. Порано се држа, да речеме, на оние инекции, екстенцилин или други антибиотици пеницилински од пеницилинската група, единствено ако се работи за инфекција која што е со еден многу лош бета-хемолитичен, што го велиме стрептокок. Давањето на овие имуномодулатори што ги спомена гледачката, односно мајката на детенцето, е навистина добро. Тоа е тој препарат што она го спомена е еден од имуномодулаторите кој што многу ефикасно делува на подигање на имунолошкиот систем. Знаете како, ние денеска, ја имам скоро едно предавање, еден колега постави едно прашање, вика денеска е многу модерно времето на давање на имуномодулатори, нели? Дали тоа значи дека сите ќе бидеме здрави? Не можеме сите да бидеме здрави, нели, бидејќи ние имаме имуномодулаторот што го спомена мајката е фактички еден неспецифичен имуномодулатор кој што го подига едниот дел, ние го викаме ТХ1 е дел од имунолошкиот систем и фактички го брани организмот од инфекции, особено од вирусни инфекции, меѓутоа и дел од бактериски инфекции. Чекаат уште двајца гледачи, само сакав ако може ова пократко да ми го одговорите, чисто да имаме целата слика. Значи прво што се имуномодулатори, за да нели можеме да разбереме тој дел од вашето објаснување и дали давањето на имуномодулатори или исхрана богата со пробиотици или земањето пробиотици влијае на намалена појава на алергии, тоа исто денес многу. Да, може да влијае. Значи имуномодулаторите не влијаат директно во смисол
самата алергија да ја намалат, меѓутоа индиректно со подигање на тој ТХ1 имунолошки систем, паѓа еден друг дел од ТХ2 системот и треба алергијата малку да се подобри. Значи не е лек имуномодулаторот за алергија, али може да ги помогне и да ги намали симптомите кај луѓе кои што боледуваат од алергија. Да, тоа е еден актуелен проблем, посебно кај децата, па потоа тука се тие бактерии кои што се накалемуваат и така натаму. Добро утро за нашите двајца наредни гледачи кои што ќе постават по едно прашање до докторот. Во програма сте. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, поставете прашање. Сакам да ви поставам прашање на докторот. Кај моето дете е изолирано Clostridium difficile, бактерија, која предходно, пред неколку месеци, детето примаше антибиотици Цепорекс и Амоксиклав. И после тоа е пронајдена оваа бактерија. Сега да ми кажете каков е начинот на лекување покрај тоа што детево прима пробиотик. Тоа е совето од доктор. Така. Ви благодарам за вањето. Уште еден гледач. Добро утро. Ало, добро утро, Јована. Да, јас сум. Повелете, поставете прашање. Поздрав до тебе, Горан Митевски е на телефон. Така. Се сеќаваш на мене, нели? Така. Така. Би го прашал докторот, нели се работи за нашата ќерка која е 15 години и е со дијагноза аутизам. Што се препорачува во случајот на аутизам, пробиотик, колку редовно и така натаму. Така. Тоа е моето кратко прашање. Благодариме, Горан, за јавувањето. Ова е многу жестоко прашање, мислам, интересно прашање, многу актуелно, спорам за аутизмот. За првото прашање, кое што е кај Clostridium difficile, тоа е една многу лоша, да кажем, бактерија, која често се јавува, ние може да ја имаме во цревото, кај детето, меѓутоа давањето на антибиотици, бидејќи ги уништува дел од лактобацилусите во цревото, може да се потенцира и да се развие оваа бактерија Clostridium difficile. Лекувањето исклучиво со пробиотик во високи дози, нормално, ако нема некои дополнителни симптоми, па бара некој дополнителен третман. А што се однесува до прашањето за аутизмот, ја морам да ви кажам дека за жал во Македонија, како и во сите земји во светот, бројот на деца кои што боледуваат од аутизам, односно аутизам-like disorders, што би рекле, таква ни е терминологијата, е драматично зголемен. Драматично е зголемен и во Соединетите Американски држави, и во Јапонија, и во Европа. Еден од модалитетите со кои што може да се помогне е користењето на високи дози на пробиотици, и бидите не да се излекува, сигурно дека нема да се излекува детето од таа состојба, тоа е состојба во основа, меѓутоа ќе помогне затоа што дел од пробиотските бактерии, овој Lactobacillus reuteri protectis, например, може да ги метаболира дел од храната, да помогне, например, во метаболирање на лактозата во цревото, и да се избегне негативното влијание на некои од тие шекери што се внесуваат во организмот. Меѓутоа, морам да го напоменам ова, иако е тема надвор од пробиотици за аутизмот, морам да ви напоменам дека проблемите во исхраната и здравјето почнуваат во човечанство негде од 1745 година, од почетокот на индустријската револуција и со откривањето на парната машина. Ние сега се наоѓаме во четврта етапа на индустријската револуција, така наречената компјутерска индустријска револуција. Што е клучно за неа? Клучно е дека начинот на живење е драматично променет, начинот на исхрана, внесот на така наречени трансмасни киселини е страшно зголемен, а намален е внесот на омега-3 масни киселини. Денеска, например, баш кај дечиња кои што боледуваат од одредени заболувања од тој спектар на болести на аутизам, се дава, например, доста високи дози на омега-3 масни киселини. Така. И омега-3 ги нема во исхраната, не е веќе како што... Објективно ги нема, да. Дури, знаете како, има неколку студии, например, во Шведска се направени студии да деца кои што јадат повеќе од 2 пати неделно риба богата со омега-3 масни киселини, постигаат подобри резултати во школото отколку деца кои не јадат ни еднаш или само еднаш. И вклучително на таа омега-3 масните киселини се користат во лечењето на децата со онаа состојба на болест на неможност да се одржи вниманието, АДХД, што е велиме таа состојба. Така да, темата за пробиотици е само и аутизам е само една компонента од се она што треба да се спроведе кај дечиња кои што боледуваат од тоа заболување. Да.
Нормално зрачењето, телефоните и така натаму исто така е фактор кој што треба да се тргне од средината каде што живее едно такво дете. Така. Благодариме за вашите совети. Верувам дека ќе му користат на нашиот гледач. Имаме уште двајца. Ајде ќе ги пуштиме нив, голем е интересот, а потоа ќе го заокружиме разговорот. Добро утро. Само ве молам, намалете го тонот на телевизорот за да можеме побрзо да искомуницираме. Добро утро. Сакам да го прашам доктор Сајковски, Повелете. дали влијае пробиотиците, дали влијаат на појава, евентуално и дали може да помогнат при појава на глисти кај дете, бидејќи имам внука од 6,5 години, многу е слабичка, може би е висока 120, меѓутоа има само 18 кила. Дали евентуално може да бидат причина глисти и како тоа можеме да го докажеме? И да ги решиме. Тоа само треба да се направи анализа на столицата и многу лесно се диагностицира. Пробиотиците тука се само додаток на основната терапија ако се појават глисти, ако ги има детето. Вие сте правеле веќе анализа? Докторката се исклучи. Добро утро. Докторката, гледачката. Добро утро. Добро утро. Во програма сте, повелете. Вака би сакала да прашам за докторот, значи станува збор за 20-месечно детенце. Како тргна во градинка, значи фативме стрептокока пневмони и тоа значи траеве уште. Таман пи антибиотици, после како ќе го испи антибиотикот, значи една недела повторно не со многу зелен секрет. Значи давам данас флора пробиотик, пиевме изопринозин сирупот, сега почнав ехинавид да ја давам, ехинавидце, и тоа е за имунитет, би сакала да го прашам докторот како би можеле да ја излечиме бактеријата. Или пробиотикот колку долго да ја даваме, или некој друг пробиотик да ни препорача. Морам одма да ви кажам, значи еден совет да ви дам, немојте само да користите антибиотици за локална употреба во нос. Значи многу често се користат капки, па во нив ставена ампула некој антибиотик и се користат како капки во нос или да речеме евентуално за грлото. Таков тип на користење на антибиотици не е добро, да не речеме и забрането во Западна Европа. Тоа и јас го правам. Па не би требало. Добро е да знам. Ама тоа е нешто што фактички овие стрептококи, стафилококи стануваат се порезистентни на антибиотиците, поотпорни. Така. Ако имаме стрептокок во нос, тоа не значи дека треба да се лечи со антибиотик ако не дава симптоми на болест. Така. Зборам со антибиотик. Ако дава симптоми на болест, тогаш треба да се третира со антибиотик. Меѓутоа, едно од начините, ова што збори гледачка, е типичен пример за секое дете. Значи, децата во тек на првите 5 години. Има, да, многу често во градинките пренесуваат инфекции. Тоа не значи дека не треба да оди во градинка. Меѓутоа е доволно да се подигне имунобиолошкиот систем, тој теха еден дел од имунолошкиот систем да се подигне и на тој начин да се намалат инфекциите. Користењето на пробиотиците е едно од средствата за подобрување на имунитетот. Така. Рековме дека ќе завршиме со гледачите, но да не остана чисто некој на линија, прашувам само ако веќе го има би го вклучиле. Добро, нема. Добро, во ред. Значи советот тоа беше и одговорот практично за гледачката да може да продолжи со пробиотици, нема ограничување, нема тие влијаат токму на имунитетот и тоа другото што го спомна и да не се загрижуваат. Но од друга страна, еве вие сте нормално како стручњак и како педијатар, инсистирате на што помала употреба на антибиотици. Рековте дека посебно ако ни дава симптоми, таа некоја бактерија која и дае дека не треба. Но во градинките не ги пуштаат децата. Нели има некој правило да носат брисеви, па се потврдува дека има, па не го пуштат во градинка, па не знам. Како ќе се... Тоа е еден магичен круг. Тоа е круг за кој навистина нема потреба. Значи, вие ако сега направите брисеви ке физички 100 здрави деца, ќе најдете ке 40-50 позитивен брис. Тоа е нормално да се најде. Стафилококот е нормален жител на носот. Може да се најде. Ама детето не е болно. Не значи дека не треба да го примат у градинка.
Така. Ние треба да ја подигнеме свеста на родителите да користат дел од имуномодулаторите, дел од пробиотиците, за да се подигне имунитетот и да болеста не се развива кај децата кои што се наоѓаат во градина. Тоа би било најдобро. Така. И исхраната секако, ето рековме, може би пробиотиците не можеме да ги најдеме во доволна мера, такви, во таква форма, живи, нели, и многу, за да може да ни повлијаат и на општото здравје и на имунитетот, затоа се тие препарати кои треба да ги земаме и деца и возрастни, но која друга исхрана влијае на подобар имунитет, ова како заврши цели совет за од така таа возраст кога почнуваат веќе да јадат па понатаму. Знаете, ја ќе ви кажам дека клучен момент за децата во првите 5-6 години во исхраната е органска храна. Значи не е мода. Верувајте ми, кога зборам за децата, кога ќе кажеме органска храна, нашите баби и прабаби во минатото јаделе органска храна. Така. Денеска, например, ние јадеме храна која е богата со многу токсини. За жал и не добро се применуваат сите тие пестициди, органофосфати и ГМО из храната. Значи, кога станува збор за децата, тоа треба да се избегне колку може повеќе. Дел од тие токсини толку се суптилни ефекти во имунолошкиот систем може да направат, што се појавуваат болести кои порано во педијатријата ние не сме ги знаеле. Значи, денеска имате многу малигни болести, разновидни малигни болести кај деца, што порано ги немало управо заради нарушување на имунолошкиот систем. Така да, мој топол совет е, значи не е мода кога се бебињата во прашање да јадат храна во која нема пестициди, хербициди, органофосфати и други токсини. Впрочем, деца, докажано е во медицината кои што внесуваат хербициди во првата година од животот, 20 пати имаат поголема шанса да добијат астма во првите 5 години. А астмата е имунолошка болест. Так. Значи, клучно е да се избегне хранење во кое што има многу од овие токсини кои што се користат, за жал, во неограничени количини. Апсолутно не е мода за тој дел, да ви кажам искрено. Так. И нормално, кај децата, за разлика од возрастните, треба да внесуваат нешто поголема концентрација на масти, нешто повеќе масти, отколку ние возрастните. Нели, децата треба да вечераат, ние не треба да вечераме, по принцип. Меѓутоа, треба да се сведе храната на многу минерали, значи многу овошје, многу зеленчук, месо и меснати производи и овие млечно-киселински производи. Млеко, кравјо или козјо, интегрално млеко, нема потреба да пијат. Впрочем, ние не сме, нашиот специјас, врстата човек не одговара на млекото кравјо, односно на млекото козјо, како интегрални млека. Но ако е формула млечна, например, тоа веќе може да се користи во втората година или евентуално третата година од животот. Тоа е подобро да е така. Така. Благодариме за советите, благодариме за гостувањето. Се надевам дека многу нешто им се полеснили. Ете, им користеа на нашите гледачи, па се гледаме во друга. Ви благодарам вас. Беше тоа доктор Александар Сајковски, неонатолог, педијатар, аџи бадем сестина. Зборувавме за имуномодулаторите, пред се пробиотиците, како и другите методи со кои може да се подобри општото здравје и кај децата, но сето тоа важи и за нас повозрастните. Сите се во потрага по некаква фонтана на младоста или пак долговечноста, затоа често се занимаваме со оваа тема. Впрочем, и докторот спомна еден од примерите, или пак луѓето кои што се хранеле на одреден начин па достигнале длабока старост или голема возраст, да видиме што велат нашите соговорници во овој прилог, односно како тие успеале да го одржат доброто здравје и возраст над 100 години.